моменталната ситуација од април 2025 година со продажбата на мнозинскиот пакет на акции е дека 70% собственик е физичко лице Јана Поповска Мицковска на акциите на АД ФК Победа Прилеп. На првото акционерско собрание, кое што не беше одржано по јавен повик, објавен во Дневен вестник, беше донесен нов управен одбор, нов извршен директор и ново раководство на клубот. Тоа не го спроведе Централен регистар на Република Македонија заради неисполнување на законските услови за одржување на акционерско собрание. На третото акционерско собрание, кое што беше по правилен пат проведено, собствениците не донесоа одлука по точките на дневен ред на акционерското собрание. Прва точка на дневен ред беше раководна структура на клубот. Не се донесе ниедна одлука, се смогнаа сили заедно со општина, со градоначалникот, поранешниот Борче Јовчевски, да се почне сезонава, дури да се изнајди крајно решение, тоест начин како би продолжило да функционира друштвото. Финансиската помош не стигна, долговите се таложеа само, сметката е блокирана од месец јуни 2025 и стасавме до оваа ситуација кај што сега раководна структура, тоест одговорно лице сум јас, именуван од претходна управа, со мандат до август месец, а во ситуацијава едноставно немаме елементарни услови за надпреварување, за ангажирање на нови играчи, ангажирање на стручен штаб и на службени лица за продолжување на сезонава. Наједноставно принудени сме, значи не е ова одлука некоја што ја носам ја или некој круг на луѓе или било како, туку едноставно ситуацијата налага да сме принудени дека не сме во можност да се надпреваруваме. Пред се не можеме да платиме превоз за гостување, за младински екипи, не можеме буквално елементарни услови за одигрување на еден надпревар од втора фудбалска лига. Таква е ситуацијата сега во моментов. Бев викнат два пати на состанок кај градоначалникот, имам комуникација со Стопанска комора, акционерите се децин конкретно за Јана, за мнозинскиот акционер, се децин дека не сакаат да продолжат да го водат клубов. Има соопштение кое што е пратено до општина Прилеп, до Стопанската комора, ќе го споделам со сите вас, че имате можност да го видите, да прочитате и да го цитирате. Едноставно само да останеме сите чисти пред себе си, зошто и како не може Победа да се надпреварува понатаму. Играчите сакаат да играат. Сабота или в недела, кога почнува првенството, односно сезоната пролетна, има ли барем најмали шанси Победа да се појави на терен и кои се тие услови што треба да се запазат за да може да се надпреварува? Теоретски шанси постојат, ние немаме допис пратено до Федерација дека се откажуваме на надпреварувањето, ова е став, односно неможност да продолжиме да се надпреваруваме, теоретски шанси секогаш постојат. Можеме да излеземе со младинци, можеме да излеземе со комбиниран состав и покрај сите пенали и казни што би ги сноселе од Федерација, може да излеземе, а може и да не излеземе, и тоа не значи дека административно нас не враќаат во четврта лига, односно треба на 3 проседнователни надпревари да не се појавиме, така да би биле казнети со бодови или со некоја казна од Федерација, а не е се загубено и да не се појавиме за оваа полусезона. Според тебе што треба да се преземе во моментов минимално, елементарно, за да може клубот да продолжи да се надпреварува? И од кого би барале помош за таква нешто? Искрено екипираност, ја најмногу адресирам општината затоа што сметам дека овој клуб на градот, клуб со историја, со традиција, сепак најодговорна институција која што може да застане за нешто е општина Прилеп. И покрај блокирана сметка, уплатата на средства не е запрена, се тоа го знаеме сите. Сметката е блокирана од УЈП под присилна наплата за долгови и од 1 или 20 извршители во моментов не проверив денеска дали вториот е активна блокадата, но приливот на средства не е блокиран, во секој случај може. Со тоа што реално да, во моментов да имаме на милион денари, да, имаме блокада од УЈП, да, ќе бидат полечени. Да. И да легнат парите во овој пакет. Да, точно. Пак немате пари во случај. Точно, да. Тоа се кој би е смислила за тоа што клубот е доаѓа на ваква ситуација. Штарговски вака одговорноста веројатно би требало да се влечи назад со годините, затоа што со блокадава од УЈП е
мои информации, тоест од сигурни извори во разговор со инспекторите на УЈП, некаде од 2018 се таложат долговиве, во изминатиот период каматата го надминува главниот долг, затоа не ни враќаат назад што повеќе има. Најголемиот долг се данок на персонален данок, данок на доход и данок на добивка. И колку се купува долгови? Околу 7 милиони денари кон УЈП. Ако сте вие акционерско друштво, колку имате прavo? Сега во моментов само еден фудбалер пријавен со професионален договор заради исполнување на условите за надпреварување. За во втора лига за се надпреваруваш како екипа мора да имаш двајца пријавено преку агенција со плати и придонеси. Едниот го напушти нашиот тим, еден фудбалер е во моментот само. Што се случи со добивката на Лига? Ба, сега пак добивката тие беа знаменски средства уплатени на сметка на победа. Во тој момент немав увид на сметката и не знам да кажам точно како завршиле. Да, тоа е 2024-2025. Минуваат дека се трашеле пари по казино. Искрено во врска со тоа, доколку има информации било какви општината, сакам да ги сподели и да излези во јавност, затоа што на сите наши инсистирања или барања за помош ни беше одговарано дека друштвото е приватна сопственост и дека се акционери физички лица и затоа општината како таква не може директно да помогне. А сега идеме во ситуација кај што општината кажува приватни лица, тоест сметката на акционерското друштво кај биле трошени пари, искрено би сакал да ги споделам со нас. Ја немам таква информација. Јас сум Стефан Илиевски, член на навачката група Мајмуни, долгогодишен, што ние идиме строго само од љубов, без ни финанси, ни глупости. Единствено нешто што сакаме е не само навачката група, туку фудбалскиот клуб да постои, да направиме се што е во наши можности и во можност на градов. И барам одговорност од сите што краделе овдека пари, дали да се врата, дали по затвори да си лежа таму што сака нека пра. Општината и таа е крива, пошто срамотен град од 70.000 жители, да не може општината да го снабди еден клуб. Клуб што е со долга традиција уште од 52 година да престани да постои. А ако случајно нешто такво постои или било што, че има уште помасовни протести, па нека гори општината. Гајле ми е. Александар Илиевски, член на навачката група Мајмуни и бивш комесар за безбедност на ФК Победа Прилеп. Единствено ние ќе се сложи сите навачи, прво бараме пред се да има одговорност за од 2018 година па до ден денеска да видиме ние зошто клубот се соочи со овие финансиски проблеми. Да има одговорност. Мора да има овде одговорност. А за понатамошниот развој на клубот ја повикуваме општина Прилеп, како и секоја општина што застанува за својот клуб, со дел некакви средства да застане зад клубот, затоа што гревота е овој клуб да згасни и по традиција од бивша Југославија во Македонија е непосетениот клуб. Овој клуб со традиција и ние го доживуваме ова емоционално. Гревота се тука и децата, фудбалерите кои нема примено плата последниве 5 години, а се тука дојдени да помогна. Дали бидејќи си бил вклучен директно? Да. Како комесар? Да. Гледаш Без ли финансиски некакво- надоместок сум бил, секогаш. Дали гледаш некакво решение за да може победа да се надпреварува? Па видете како, ако не се најди решение, ние ќе се појавиме и ќе играме, ние сме победа. Ние ќе играме во сабот. Колку и да не казна, ние ќе играме. Децата нема да дозволиме децата да не излезат на терен да игра. Пред се за фудбалерите, па после за клубот. Ние ќе се надпреваруваме саботот и победа е над сите. И сите ќе надживе еден ден. Па кои играчи ќе настапат в сабот? Имаме дел од 5 до 6 играчи, нема да речи сериозно, од сениорскиот тим и младинскиот состав. А за младинците кој ќе игра? Како? За младинската екипа? За младинската екипа си има таму тренер, може него да го прашаме. Значи, дефинитивно, в сабота победа настапува. Сабота да излегуваме да Со кого игра победа? со новаци. Имаме и суспензија на стадионот. Само да ги обавестиме прилепската јавност дека не можеме да играме со публика, но Ќе излезите на терен. ќе излеземе на терен заради гордоста наша. Победа ние се што имаме. Андриевски Сашко, долгогодишен член на навачката група Мајмуни. Предходно во навачката група Мајмуни имаше една организација, втора, трета, четврта. Во незе сум едно добри 10-12 години и многу го знам што се случуваше и во навачката група Мајмуни и во фудбалскиот клуб Победа. И во тој претходни и во овај
како што го наследуваја победа Викторија, победа јуниор, па победа Прилеп, па продавање на акции, сите тие работи, многу убаво сме запознати кој и како работел. Единствено, што го спомнавте Повико, пошто двајцата другари мој не го кажа Повико зашто беше, Повико ние го направивме реплицирање на она што го направи клубот. Наводно клубот денеска го викна Состаноков, Пресов. На Пресов се зборна дека блокирана сметката во јуни. Ние имаме добри сознание дека сметката е блокирана на 25 декември и дека ако до 25 декември беше префрлен тој милионо што беше ветен од општина, ќе беше една добра инекција за овие неколку играчи, за да не ни замине по други клубови. И да имаме еден добар опстанок. Барем опстанок, а можевме и многу повеќе, пошто децава наши знаеме како играат, го знаеме и стадионов наш. Таа е една работа. Друга работа околу купувањето на акциите од американецов милионери или скопјани како и да се, не сме ни заинтересирани за тоа, не ни интересира. Знаеме дека биле наводници излажани со некакви си пријатели, не знам никако, да му се дај чиста сметка од ОЈП за да ги купа акции. Одма после купувањето, нивно, по 2-3 месеци, пак ќе ви кажам дека тоа е неофицијално, што се Прилепска чаршија нормална работа. Дека почнала УЈП да чешла. Значи, до 25 декември 26 не била блокирана. Не знам колку е вистина, Филип е тука да кажи, имало вид. Значи, до тогаш, милион од општината можел да влези, да се освежи клубо, пошто клубо е веќе две сезони на парати. Да се освежи клубов, после тоа да се изнеди некое решение. Која е решението? Самиот прилепски народ да го најдев. Затоа што ова е втора или трета акција, Игески може да потсети многу убаво. Беше во организација тогаш Марко Цепенко кој се организираше за спас на победа Прилеп, тука е Рубин Трупката и тој ќе потсети. И тој мислам дека беше во тој спас. Јас бев тогаш помал, ама бев во околу тие организации. Така, а решение сега? Решение излегуваме. Тоа е решението. Решението е најдено, имаме поддршка од фудбалери што не се тука, што беа претходно кај нас и втор клуб што замина исто во Македонија што не може трет да посети. Едно ќе се одржува формата, друго ќе изигра за нас. Организацијски ни беше понудено нас, ние како највишка група да си истераме полусезоната. Не знам по кои причини дел од највичката група не сака да прифати нештото да го превземи. Зошто? Не можеме да знаеме, а политиката најлошо е многу влезена во клубо. Дали игра улога политиката или странно тело, тоа само може кој друг да каже. После тоа кажаја дека 7, 8, 5, 6 ги имаме сигурно, може и 8, 9 да бидат некои појаки играчи, да ротираме младинци во првата екипа, а за младинската екипа да настапува кадетската. Исто треба да знаеме дека ако не изигра, а се погоди за 2 недели поминува и младинската, почнува и младинската сезона, мислам втора полусезона, ако не изигра младинската екипа се одзема на сениорската бодој. Тоа многу убаво го знаеме. Ако не изигра сениорската, ќе изгуби младинската. Значи за една младинска екипа да игра, мора да има и сениорска. Јас потоа што го знаеме. Така? Ако немаме сениорска, нема да имаме младинска. Ако немаме младинска, нема да имаме сениорска.